Добар ден до сите, од моје име, од име на раководителите на секторите, на кои што сакам да им се заблагодарам, затоа што овие 100 дена на вистина дадоа максимум и работеа напорно, за да можеме да го презентираме ова денеска и да можеме да кажеме што сме сработеле во изминатите 100 дена. Бев обвинет, колку што знам, од страна на владеачката гарнитура, од другата страна, за две работи. Прво, дека не сум го испочитал рокот за отчетот 100 дена и второ, дека во овие 100 дена единствено што сум сработил е дека сум извршил дислокација на една единствена канделабра, па граѓаните ќе имаат можност да направат споредба помеѓу тоа што го тврди премиерот, односно владата, односно владеачката партија и она што е сработено во општина Центар. Инаку денеска не достам ниту еден ден, затоа што тие кои што ги упатуваат овие критики забораваат дека во општина Центар имаше 3 круга на гласање и бев избран речиси 3 недела подоцна од граѓаните кои што беа избрани во првиот круг, така да ги сметам тие напади за тенденциозни, но реков и ветив дека ќе им отчет не само за 100 дена, туку редовен отчет за тоа што не јас, туку целокупната администрација во општина Центар работи и се разбира дека тој отчет ќе биде доставен на време и што е најважно дека нема да или колку што е можно помалку ќе внесувам политика во работењето на општината, затоа што од секој сум бил убеден, а уште повеќе откако влегов во овие општински бараки, дека резултатите се најдобар демант за нападите кои што доаѓале претходно, доаѓаат денеска и се разбира и во иднина ќе доаѓаат. Да започнам со констатацијата дека тогаш кога дојдов затекнав буквално испразнет буџет, како што и можете да видите во обраќањето кое што имам до граѓаните. Заклучно вториот месец целокупниот буџет за оваа година беше потрошен однапред. Потоа констатирав дека има сериозна задолженост од 5,5 милиони евра, што значи дека ако зборуваме за еден оперативен годишен буџет, тој беше потрошен исто така однапред. И тоа го набележа за да знаат граѓаните на општина Центар каква состојба затекнав и како се работела претходно. Не е тајна, но денеска ќе повторам дека во овие 100 дена општина Центар беше изложена на огромен број на секаков вид на инспекции. И така е прецизно набележано дека во 60 работни дена вкупен број на инспекции се 26, што во превод значи дека кога зборуваме за работните денови, секој втор работен ден имавме инспекција од страна на владата на Република Македонија. Ова го потенцирам за да знаат граѓаните во каква атмосфера работевме и какви резултати се постигнати за овие 100 дена и покрај тоа што речи си секој не речи си, буквално секој втор ден бевме испречувани да работиме. Горд сум на овие резултати кои што ги презентираме денеска, пак ќе кажам со огромна благодарност до оние што работат во општина Центар, особено раководителите. Во овој период покажав дека, ако зборуваме за проектот Скопје 2014, покажав дека не го поддржувам проектот Скопје 2014. Бев многу дециден околу тоа дека сметам дека нема потреба граѓаните на општина Центар да ги одржуваат со своите средства спомениците на проектот Скопје 2014, но од друга страна потврдив дека ниту имам намера да рушам, ниту да претопувам некакви споменици. И мислам дека овие две поенти беа јасно кажани и ќе би да се разбери понатаму она што представува политика лична моја на раководење на општината. Средствата кои што ќе биде набележено потоа во отчетот се од висина ни помалку но повеќе од 1,6 милиони евра, ги насочив кон изградба на новото училиште во Капишец, чисто како една споредба за тоа што јас, односно ние сметаме дека е подобро, поправедно и ако сакате разумно трошење на народните пари на граѓаните. Она што многу брзо го сватив е дека позади овие така наречени грандиозни проекти на проектот Скопје 2014, грандиозни изданија, стојат илјадници нерешени животни проблеми, прашања на граѓаните на Република Македонија и во овој отчет ќе завршам со тој сегмент, затоа што тоа беше мојот прв
и би рекол врвен приоритет, а тоа е да потенцираме и да кажем многу јасно општината да им биде вратена на граѓаните на општина Центар. Ова општина беше, ќе го потребам зборот, киднапирана од страна на централната власт во изминатите 13 години, 3 мандата, функционираше како една подрачна единица на владата. Меѓутоа за овие 100 дена конечно, како што и треба, не само со општина Центар, туку со секоја локална самоуправа, секоја општина во Република Македонија, општината беше раководена од општинските бараки. Оваа порака не важи само за досегашната и актуелната власт, туку воопшто за сите идни влади во Република Македонија, а тоа е да бидат ставени рацете настрана од слободното и независно функционирање на локалната самоуправа. Може би ќе звучи нескромно, но сакам да кажам и да го изразам она што го имам како чувство од серијата на средби со граѓаните и со она што стана нов тренд во општина Центар, а тоа е отворен ден со граѓаните, а тоа е дека конечно јас сакам да биде постигната целта и се надам дека ако не успев за овие 100 дена да ги уверам граѓаните, тогаш тоа ќе се обидам што е можно поскоро да го направам, а тоа е дека граѓаните добија свој човек во општината, во општинските бараки и дека мојата намера е да служам исклучиво како човек кој што ги застапува интересите на граѓаните, а потоа со одредните примери ќе се обидам и да го докажам тоа. Во изминатите 100 дена направени се следните или реализирани следните проекти. Едно од врвните стратешки ветувања во текот на изборите е веќе реализирано, тоа е бесплатното паркирање за центарци, за жителите на општина Центар. Од 1 јули стапи на сила измените на паркинг политиката во општината, со што, како што е познато на граѓаните на општина Центар, веќе не плаќат, туку може да слободно да паркираат на отворените паркинзи на општина Центар, неограничено колку што тие сакаат, и морам посебна благодарност и заслуга да припишам на новиот директор, на новото раководство на јавното претпријатие Паркинзи општина Центар, кој што веднаш почна со реализацијата, односно со спроведувањето на одлуките кои што беа донесени во Советот на општина Центар, а тоа е конечно да можеме веднаш да го реализираме она што го ветивме. Се разбира, како и секогаш има реакција од граѓаните, знам дека се нестрпливи, сакаат час поскоро да биде решен проблемот и веќе поздравувам одлуката на директорот и на новото раководство да не чекаат граѓаните да дојдат до канцелариите на јавното претпријатие, туку јавното претпријатие веќе почна самостојно да ги доставува репниците, односно дозволите до граѓаните кои што имаат право да го користат, да користат оваа погодност. Понатаму отпочнат е процесот на гасификацијата на општината. Во овој отчет, нова пресконференција, нема да бидам оштар и да го употребувам терминот дека многу од проектите кои што цели 13 години не се работени во општина Центар, во 3 мандата се започнати за месец и половина, за 2 месеца, меѓутоа тоа е сериозен проект. Можете во отчетот да видите дека за штедата само за основното училиште Димитар Миладинов изнесува мощни сериозни 50.000 евра, затоа што досега како пример училиштето трошеше за парно грејење 80.000 евра, природниот газ ќе го чини ово училиште 30.000 евра, што значи дека за штедата ќе биде, како што кажав, 50.000 евра за само едно основно училиште. Рековме во предизборието, тоа го пишува и програмата, дека гасификацијата ќе оди во 2 фази. Прво ќе се оди со крупните корисници и со училиштата, потоа со индивидуалните стамбени згради. Понатаму завршена е реконструкција на повеќе улици во општина Центар, на улицата Пајак, на улицата Роза Плевева и улицата 8 март. Визави нападите дека ништо не се прави во општина Центар, а отпочната е целосна реконструкција на улицата Питугули. Кога зборам целосна реконструкција, сакам да набележам дека тука се мисли и на атмосферската канализација, и на фекалната канализација, и на водоводната канализација, еден од покрупните проекти во сегментот на водно, односно на улици каде што воопшто не е интервенирано откако функционира населбата водно. Понатаму предложивме во несмален интензитет се изврши реконструкција, односно во тека реконструкција на вториот дел на улицата Благој Давков и еден мощен сериозен проект, а тоа е реконструкција на улицата Ѓорѓе Пулевски. Овде не е набележено во оној материјал што го имате, меѓутоа намерата ќе биде да ги ослободиме тротоарите, што е политика на новото раководство, од возилата,
и да го вратиме дрворедот на улицата Ѓорѓе Пулевски како што бил на времето и дока ќе инсистирам да се спроведе таа политика во општина Центар. Понатаму нема да го потребувам терминот не беше ветено, а е остварено, бидејќи тоа го користат некои други на политичка сцена во Република Македонија. Меѓутоа во тек е реконструкција на новиот сквер во кај портата Буњаковец. Скверот е во површина од 1100 квадратни метра. Тука ќе имаме и нова урбана опрема, и ново зеленило, нови корпи за отпадоци, нова електрична инсталација со соодветно штедливо амбиентално средство. Светла се изгубени, вкупната инвестиција изнесува 2,5 милиони денари. Секаде во отчетот е набележено колку изнесува инвестицијата, затоа што на крајот дишта тоа е поентата на еден отчет, да знаат граѓаните колку средства се употребени за реализација на извесен проект. Понатаму, ова ќе го кажам при крајот, затоа што сакам да го кажам моето чувство за тоа што во овие 100 дена одлучив да биде врвен приоритет, а тоа е општината да биде вратена на граѓаните, така да ќе бидам замолен ова подоцна да биде вратено. Реков веќе дека буџетот на општината растоварен за 1,6 милиони евра, дека ќе бидат насочени за сосема други намени. Она што беше битно е што е драстично подигнато нивото на одржување на хигиената и зеленилото. Имаме веќе навистина сериозни пофолби за тоа како се чисти во општина Центар, за тоа се вработени 120 лица кои што работат на 5 пунктови, но она што нас не представа особена гордост е што освен што го подигнавме нивото на зеленилото, тоа го имаме во отчетот, одлучивме да реализираме сегмент кој што граѓаните особено го бираат, тоа е рачистување на дивите депонии и ѓубиштата во општина Центар. Набележени ви се во отчетот, тука се и целосното ичистен дивиот пазар под Кале и во меѓувреме откако беше отпечатен овој отчет, при крај сме со реализација и на уште едно рачистување на сериозна дива депонија која што е стара 5 години, а тоа е дивата депонија во Крњево. Само 2-3 дена откако имавме средба со граѓаните, и мене ми е драго што и тие кои што живеат во Крњево разбра дека не одиме на тие средби само колку да го држиме тие средби проформа, туку дека навистина сакаме да действуваме сериозно во тој правец. Веќе разговарав со градоначалникот на општина Чаир за да можеме при останатото рачистување да го работиме заедно и добив потврден одговор. Обновени се поставени 350 цветни корпи, понатаму подигнате, пак да не го користам терминот ветено, не е ветено, а реализирано е новиот парк во Цветниот пазар, вкупна површина од 2000 метра квадратни, од кои 350 метри се директно подселена површина. Ова беше еден целосно запуштен простор, меѓутоа заедно со раководството на општинската администрација решивме дека мораме да пристапиме кон оно што го ветивме на граѓаните, тоа е враќање на зелениното во општина Центар. Веќе го знаете проблемот со тоа како претходно се третираше зеленилото во општина Центар. Она што е многу битно е што и во овој парк и воопшто во претходно добележената реконструкција на зелените површини ќе одиме задолжително со поставување на систем за полевање, затоа што не сакаме да реконструираме или да градиме нови, да поставуваме нови зелени површини без да биде решено прашањето со наводнувањето. Понатаму, едно од главните предизборни ветувања беше, тука не е набележено проектот, дали да стане проектот на паркот Капиштец. Значи, изготвен е проектот за паркот Капиштец, кој што како зелена површина опфаќа над 20.000 метра квадратни. Ова беше ветување до граѓаните кои што живеат во мощно битен сегмент во општина Центар, сериозно и густо населен. И реализацијата околу проектот е при крај, штом заврши дефинитивно таа фаза тогаш одиме кон изведување на работите. Ќе бидат се разбира поставени не само обновено зелената површина, туку ќе биде поставена нова урбана опрема целосно, од клупите, од корпите за отпадоци и осветлувањето, и повторно ќе биде поставен систем за наводнување, затоа што мора да биде одржан, да биде одржливо зеленилото во паркот Капиштец и воопшто во општина Центар.